На Македонија не и се дига. Ништо не и се дига. Ни моралот, ни знамето, ни гордоста, ни наталитетот, ни стандардот, ни платите, ни здравствената заштита. Ништо не и се дига на Македонија. Затоа што во Македонија расте осмиот патник, оној опасен, монструм од филмот Alien, кој тогаш како во филмот ќе излезе од градите македонски и ќе се стори чудовиште кој ќе не изеде и изеде сите. Односно, тие што нема да ги изеде, ќе ги изебе за да излезат нови чудовишта кои ќе најадат сите преостанати додека не снема. Барем тоа бил планот, така сум слушнал. Не помага ни тоа што побарувачката за Виагра, Динамико, Ревагра, Афричка слива, турски маджун, Максимед е 10-кратно зголемена и понекогаш не можеш да најдеш ништо во аптеките за дигање на македонесот. Ти се плачеш, што би рекол колегата Јовица Михайловски. Ама ова не е црква па да се помолиш да однесеш зејтинче од 100 денари да запалиш канделце и он да се дигне. Не бе, брат. И он тебе не тебаа 2%. Мек е како душа. Како и да не е мек, бе? Година и пол затворени како кучиња седиме дома со непроверени вести. 6000 луѓе умре, од кои десетина што се на некој начин поврзани со тебе и ти трагично ја преживуваш секоја нивна смрт под стреси. Без парица, кредити, камати, лихвари, без работица, хаос и се подмачкано со лажен пиар на владата. Волку помош, толку помош. Читам вчера ги објавиле фирмите кои не ја поминале мартовската плата, а од нив добиле помош. Ало бе, кого ебете у здрав мозок? Пошто сте ги туриле цифрите за помош. Пола од фирмите добиле од 120 до 230 евра. Замисли ги објавиле во јавност дека им дале помош 120 евра. А во истиот момент има 10 тендери кои ги кријат за возила, за мебел, за морски плодови со милиони евра народни пари. И после како бе да ти се дигне, кога само гзот ти е на цена и во промет? Да не објавуваат и сексаат и кога ништо нема да ни дадат. Си трошат народни пари и се свиркаат. Кафанджиите не работеле 21 ден и први ним им дале пари. Има сектори што не работат година и пол, ги утепавте од лажење, скршен денар не видоа. Ама со кафенджиите е најлесен подкупот и со невладините. Таму вие истурајте. Тие ќе одработат сега таман за локални и пак ќе ги преебете ВМРО за 2-3 советника. Па толку нели треба за подкуп? Малку да го смениш резултатот, нели колку што треба, како што беше и на минативе избори. И 2 од карти, од овие зелениве, од овие шумкариве. Пардон, бе, од овие што некогаш беа дуи, а сега се зелени. И ете ти пак 4 години успеси на градоначалниците, како што се ова мовчето и таблата за шах во Битола, си алиците од 1200 евра на Марин во аеродром, а можете и едно моторче да земете од кај кумот, ко Стефан од Карпош и да му го поклоните на кумашинот, мислам. Викаа дека новиот СДСМ исто така не им се дигал во последно време, ако имале пари, коли, швалери, станови и сите погодности. И им носеле од грчката и бугарската Виагра, таа била нели оригинал, овдека по аптекиве била таа малце сомнителен квалитет и производ. И сите се чудат зошто не им се дига. Се јави пред некој ден Иван Исцелител и им објасни што работава. Имено, овиот СДСМ во задниве 4 години многу викале: ме боли К за Македонија, ме боли К за народ, ме боли К за јазикот, ме боли К за името, ме боли К за економијата. Тогаш според Иван Исцелител се јавувал, вика, плацебо ефект. Стварно кога мислиш дека те боли К, и тогаш почнува слабо да ти се дига. Ако ги имаш сите погодности. И кога ќе ти текне дека и Рашко викаше, Дудушан викаше ме боли Стојко, и Дон Мијалков исто викаше дека го боли, и тогаш некако слабо ти се дига. А кога ќе ти текне дека и Миле ми текна се на К ставаше, ама него он го изеде и без Виагра, мислам психата него губи и сега не му се дига и на него. Па другари од власта, не ебеме ние, ама нема да ебете и вие, бидејќи сите сме сјебани од вас во мозокот. А кај што работи мозок, таму Виагра не помага. За мозок има едни други апчиња, ама и тие не помагаат секогаш и кај секому.